Добро вечер. Мноштво погледи се свртени кон црквата Свети Спаси и нејзината околина во Скопје во пресрет на утрешното одбележување на 151 година од раѓањето на Гоце Делчев. Стигнаа и мноштво повици за мирно и достоинствено чествување, но останува да лебди тензијата креирана во изминатите неколку недели. Што презеде и ке преземе Министерството за внатрешни работи во врска со утрешниот настан е една од главните теми на кои вечерва ќе разговараме со министерот Оливер Спасовски. Добро вечер, добре дојдовте. Благодарам на поканата. Што велат последните информации, министре? Дали има групи и поединци што се подготвуваат утре да прават нереди? Ова е значајно чествување на денот 4 февруари или 151 годишнината од раѓањето. Значајно заради тоа што во моментот се подигна тензиите благодарение на сето тоа што се случуваше и од страна на радикални структури и од Бугарија, од Северна Македонија, кои што ние ја анализираме како некаков вид на хибридна војна, која што се води не само во овој случај, току во низа на други случаи, кои што практично допринесуваат за нарушување на патот на Република Северна Македонија кон Европската Унија. Меѓутоа, конкретно сега, да, ние ги анализираме сите информации, сите податоци со кои што располагаат службите, Министерството за внатрешни работи. Разменуваме податоци и информации со колегите од бугарското МВР. И постојат такви структури кои што не би посакале да имаме мирно чествување, да би посакале повторно се креираат тензии и така натаму. И на некој начин таквите радикални структури тоа го прават за некакви си собствени потреби. Сега кога видите постојат, зборувате во контекст и на нивната намера утре нешто да прават. Да, постојат и кои што се подготвуваат. Па вие сте сведоци сите и македонската јавност, дури и на одредени повици од радикални структури, од навијавачки групи, од патриотски институти и така натаму. И тоа беше пред неколку дена веќе дадени таквите објави. Ние како Министерство за внатрешни работи ги преземаме сите можни активности кои што ќе значат пред се достоинствено чествување на нашиот великан Гоце Делчев. Заради тоа што тоа е обврска на секој еден граѓанин на Република Северна Македонија, да не дозволиме да имаме никаков инцидент, никакво нарушување на мирот и стабилноста и никакво, би рекол, чествување во кое што ќе се нарушат чувствата на македонскиот народ и на македонската држава. Еве и овие фотографии покажуваат дел од активностите кои што ги преземате. Улицата Самуилова е делумно затворена на тој потек кој што се наоѓа околу црквата. Има полициски сили веќе известно време, од вчера попладне и засилено полициско присуство таму. Денове во полиција се повикани лица наши државјани во врска со утрешните настани. Вие рековте дека станува збор за превентивни, а не за информативни разговори. Моето прашање е по кој критериум се избирани лицата кои што се повикани во полициска станица? Постојат низа на политички активности кои што се преземаат во однос на секој еден настан, па сходно на тоа и на овие. Значи, сите анализи кои што ги прават пред се штабот кој што е формиран во делот на оваа активност и проценките кои што таму се направени се прават и врз основа на лица. Затоа разговараме и за лица и структури кои што би можеле да бидат лица кои што потенцијално би го нарушиле јавниот ред и мир, меѓутоа тоа се лица со кои што превентивно се разговара за да не дојде до било какво нарушение. Тоа се прави и за фудбалски надпревари, тоа се прави и за други настани кои што може да соопштите некаква бројка на лица што се повикани на таков тип на превентивен разговор? Не е важна бројката, важно е да сите лица кои што сметаме дека треба со нив превентивно да се разговара, да се укаже на тоа дека треба да имаме навистина мирно и достоинствено и без да се наруши јавниот ред и мир. Споменавте веќе навивачка група. Комити пред неколку дена на еден спортски надпревар истакнаа транспарент со порака "Стани Македонче, потребна акција" за даскалот кој обедини целата нација. Под тој транспарент стоеше датумот на раѓањето на Гоце Делчев. Дали дел од повиканите лица се членови на оваа навивачка група? Сигурно дека има представници со кои што е разговарано од сите навивачки групи, не само од тие, и од други структури кои што
се представуваат како дел од тие радикални структури кои што би можеле да знаете, имаше најави, не знам, ќе има ноќни стражи, ние ќе обезбедуваме, ова ќе правиме и други работи кои што ништо друго нема да направат освен да се подигне тензијата. И затоа апелирав цело време и јас и сите ние во владата да се смират тензиите. Немаме потреба од такви работи заради тоа што институциите на системот се тука кои што треба да го заштитат јавниот трети мир и да се обезбеди достоинствено чествување. Во врска со патриотските стражи кои што ги споменавте и дојдоа како најава од Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН, дали такво нешто е најавено во МВР? Дали ќе дозволите такво нешто? Освен информации кои што ги пласираат во јавноста, нема никакви најави дека или официјално да се побара таква активност. Меѓутоа, не може да се дозволи ништо во просторот кој што се обезбедува. Затоа што, ако сакаме да имаме мирно чествување, на овој ден ние мора да воспоставиме ред. И тоа е работата на државата. Да воспостави ред и на основа на тој ред и протокол да помине се како треба. Следното логично прашање е дали ќе се дозволат собирања околу црквата? Утре. Значи, постои план оперативен на основа на кој што ќе работи полициските службеници. Ќе се дозволи на сите кои што се пријавени за да бидат дел од делегации и да положат цвеќе, да го чествуваат раѓањето на великанот Гоце Делчев, да можат тоа да го направат, меѓутоа во една мир, демократска атмосфера, цивилизирана, каква што доликува на земја која што претендира да биде дел од Европската унија. Собирање околу црквата дали може да има? Не може да има собирање во зоната која што е под делот на обезбедување. Значи, не можеме да дозволиме да се организираат собери и било што друго во моменти кога имаме зголемени тензии. Значи, на основа на безбедносните проценки кои што се направени, на основа на сето она што е добиено како насок од Советот за безбедност, на основа на податоци информации кои што ги прибираме и разменуваме меѓу институциите, меѓу агенциите, ќе бидат превземени такви соодветни мерки. Кому ќе му биде дозволен влез во црквата Свети Спас? Велите на пријавени и на делегации. Што е со обични граѓани, да речеме, ако сакаат да дојдат и да се поклонат пред гробот на Гоце Делчев? Сите, затоа се објави неколку пати, значи многу е важно да, кога ќе биде официјалниот дел, да ги имаме пријавено делегациите. И само така можеме да воспоставиме ред, и само така можеме да превенираме било каква активност која што ќе значи пред се действување спротивно на она што сите ние го посакуваме и да се наруши јавниот ред и мир и да се создаат тензии и да се креираат ситуации во кои што може да настане било каков инцидент, дали е тоа вербален или нешто повеќе. Затоа е направен распоред, имаме навистина воспоставен систем, така да во периодот кога ќе бидат делегациите, сите делегации кои што се пријавени, како и секојаш прочем, ќе бидат, а во текот на денот секако дека ќе може да се поклони секој кој што ќе сака. Но во тој период спонтано доаѓање нема да биде можно. Не може да има спонтано доаѓање на утрешниот ден, затоа што таква е организацијата и ризикот е на едно повисоко ниво од претходно. Знаете, вие се сеќавате на претходните прослави, никогаш немало вакви тензии како што сега се направени. И тоа беше целта на тие радикални структури, да направат тензии, да се подигне јавноста и така натаму, меѓутоа работата на државата е да воспостави ред. Во еден друг јавен настап деновиве рековте дека на ниво на сознание, дека знаете дека, да речеме, ВМРО ДПМН се организира во поворка да тргне од седиштето на партијата, да дојде до црквата Свети Спас. Таа поворка е најавена кај вас? Таа поворка е најавена. Усно, во текот на денот очекувам да добијам и писмено известување за движење, марш, не знам како го нарекуваат, кое што ќе биде од седиштето на ВМРО ДПМН до местото до кое што ќе може да се движи таа поворка. Во периодот во кој што и други делегации ќе се поклонуваат на гробот. Меѓутоа, во заштитената зона ќе влезат само делегациите кои што се пријавени. А заштитената зона каде почнува и каде завршува описно? Тоа е дефинирано со оперативниот план и тие не можеме да ги споделуваме вака во јавност. Добро. Имате ли информации колку лица од Бугарија планираат да дојдат во Скопје утре?
Имаме размена на податоци и информации кои што укажуваат предпоставки за тоа колку би можеле луѓе да дојдат во Република Северна Македонија по овој повод. Тоа не мора да значи дека ќе биде таа бројка, може да биде Може да и споделите помала. таа оквирна бројка? Па тие најавуваат тоа, гледате и од самите објави кои што ги имаат Facebook, дека може да се движи од 100 до 150 луѓе. Меѓутоа реков, ќе видиме колку на крајот ќе биде и на основа на тоа и ќе се носат и одлуките од страна на Министерството за внатрешни Дали вие работи. ќе знаете кој се тргнал кон границата со Северна Македонија? Секако дека ќе знаеме и на крајот ќе ги имаме информациите кои ќе дојдат. А тоа ќе ви го кажат колегите од Бугарија, предпоставувам. Меѓу другото и затоа се среќававте со вашиот колега Демерџиев. По повеќе канали имаме информации. Добро, едно од најекспонираните прашања во овој период е дали Ангел Џамбаски ќе се обиде да дојде во Македонија и ако се обиде, како ќе постапите? Немам јас се уште најава дали ќе дојде или не. И за мене е ирелевантно дали е Џамбаски или било кој. Добро. За мене е важно дека тој кој што сака да влезе во Северна Македонија мора да го почитува македонскиот народ и македонската држава. Значи нема во ниту еден момент да дозволам и јас и Министерството, и тоа ставот и на владата, да имаме нарушување на ова достоинство на македонските граѓани, на македонскиот народ и на македонската Ако држава. го пуштите, не можете да знаете како ќе се однесува. За да бидете сигурни дека нема да има навреди, треба да не го пуштите. Не, за тоа ќе направиме проценки. Има и варијанта како ќе се постапува во едниот случај, има варијанта како ќе се постапува и во другиот случај. Значи, црвената линија е дека никој не смее да го навредува овој народ, граѓаните на Северна Македонија и државата. Ниту на некој што е од внатре, ниту на некој што е од надвор. Дали тоа се однесува и Повеќето на... навреди во изминатиот период, да, тоа ја од надвор. Оние кои што пробуваат да не негираат и така натаму. Меѓутоа, затоа и во неколку мои искажувања претходно реков, затоа е многу важно колку ќе имаме ние национално единство по однос на овие прашања, бидејќи ако ние сме заеднички сплотени во сето ова што значи сочувување и на нашиот идентитет, почитување на нашиот народ, на нашиот јазик, на нашата култура и традиција, тогаш верувате дека нема некој што може од надвор да не наштети во тој поглед. Ќе го цитирам премиерот со една изјава од денеска, вели сите кои што се провокатори, кои што го негираат македонскиот народ, ја негираат македонската држава, ги нарушуваат чувствата на македонците и на другите граѓани, нема да влезат во државата. Ова е поексплицитна од вашата изјава. Да, поексплицитна е изјавата, меѓутоа во суштина ништо не се разликува од тоа што јас го кажав. Добро. Значи, кога кажувам дека нема да дозволиме, не се однесува само за Џамбаски. Да, тој е експониран и тој има најголема одговорност затоа што е политичар кој што крева, создава тензии и така натаму од X причини. И затоа реков дека одговорноста кај политичарите е најголема. Меѓутоа може да се појават случаи, има сигурно дека има и лица и случаи кои што и до ден денешен неколку пати сме сведоци дека упатувале пораки на нарушување на такво достоинство не од во државата, меѓутоа и од надвор, така да за сите тие активности ќе бидат преземени соодветни мерки со кои што нема да се дозволи воопшто да некој го нарушува достоинство. Дали МВР е подготвен утре да забрани некому влез на бугарски државјанин во Северна Македонија? Да, подготвено е да забрани на секој еден кој што апсолутно нема да ја почитува оваа држава и овој народ. Добро, и пак треба да ве прашам, а како ќе знаете на граница дека е така, ако не дозволите да влезе? Знаеме ние, според многу оперативни податоци и информации кои што ги имаме, а за многу од тие луѓе знаеме и преку нивни јавни настапи. Што е со транспарентите кои што ќе се носат утре? Дали и на тоа ниво може да очекуваме интервенција од МВР? Какви транспаренти? Па, да речеме, ако некои од нив се навредливи. Затоа реков, значи, кога укажувам на тоа дека нема да се дозволи на ниту еден начин да биде нарушено достоинството на македонската држава, на македонскиот народ и на македонските граѓани, подразбира сето тоа. Значи, како ќе дозволам јас
или државата воопшто, на било кој начин некој да го навреди македонскиот народ или македонската држава, да ни го повреди чувството на самоопределување, да негира постоење на овој народ и на оваа држава. На било кој начин тоа да го прави. Значи тоа нема да биде дозволено. Ниту транспаренти, ниту било што може да И само уште едно прашање. Затоа што чествување ако е, тогаш треба да биде достоинствено. И почита кон тој македонски великан треба да биде од сите. Вие знаете дека доаѓаат дипломатски представници, странски делегации и така натаму и досека одавале почит пред гробот на нашиот великан Гоце Делчев за делото, за ликот негов, за сето она што направил и вложил во минатото за да ја имаме ова денешнина и секој кој што сака тоа да го почитува, мора да го почитува на начин кој што нема да не дел од тие што ќе дојдат го сметаат за бугарски великан, не за македонски великан. И сега тука е разликата. Секој може да си смета што сака. Историските факти се факти кои што никој не може ги побие и ние пак имаме обврска да не дозволиме ниту една навреда која што преку навреда на ликот и делото на Гоце Делчев би ги навредили и државата и граѓаните. Само уште едно прашање на оваа тема. Имате ли најави за блокади по патиштата од граничните премини до Скопје, бидејќи такви информации се појавуваат на социјалните мрежи деновиве? Деновиве на социјалните мрежи има многу информации и податоци кои што ги пласираат одредени групи, одредени луѓе и така натаму. Значи, јас уште еднаш упатувам апел дека апсолутно нема потреба од било какво кревање на тензиите и било какви блокади заради тоа што нема што да блокира. Ке треба да си бидеме мирни, достоинствени, институциите на системот се тука кои што ќе реагираат и брзо и ефикасно во било каков случај на нарушување на јавниот ред и мир. Така да, сето тоа што евентуално би се случувало од било какви структури во државата, само дополнително ќе ги подигнува тензиите. И тоа не ни е потребно. Нам ни е потребно сега намалување на тензиите, достоинствено празнување на утрешниот ден, покажување капацитетност како држава дека навистина можеме да организираме и да одговориме на секаков предизвик кој што ќе биде во насока пред се зачување на јавниот ред и мир, на безбедноста на нашите граѓани, а секако и достоинствено чествување на овој ден. Актуелната ескалација на односите меѓу Софија и Скопје се случува по претепувањето на охриѓанецот Христијан Пендиков. Истрагата ја води јавното обвинителство од Охрид, но МВР помага. Дали имате некакви нови сознанија што би можеле да ги споделите со јавноста? Да, би рекол повод за целата ова хистерија што не се случуваше, токму настанот кој што се случи во Охрид. И мислам дека дополнително се подгреаат тензиите заради тоа што имаше реакции кои што се несоодветни од страна и на бугарските власти во делот на тоа дека не се реагирало на времено и ефикасно во делот на истрагата, во делот на здравственото згрижување, што апсолутно не е точно. Бидејќи Министерството за внатрешни работи презема веднаш активности без разлика кој е нападнат. Значи, ние како држава, како влада и така натаму, и најголемиот дел од граѓаните се определени да бидеме достоинствени во овој дел, да има мир и никој никого не смее да напаѓа, без разлика која би била таа причина која што имаме. Ова го кажувам заради тоа што имаше многу шпекулации дека полицијата не излегла на лице место, дека не е пријавен настанот, дека пробал да се сокрие целиот тој настан, дека немало соодветно здравствено згрижување. Значи, апсолутно невистините факти кои што се пласираа во јавноста. Беше пријавен настанот, македонската полиција, односно припадници на полицијата од ЦВР Охрид, веднаш излегоа на местото, односно излегоа и направија разговор со Пендиков во општата болница во Охрид, каде што беше на здравствено згрижување, понатаму беше преземен од болницата Свети Размо Охридски и од тука започнува целата истражна постапка во координација со јавниот обвинител од Охрид. Беа презени сите мерки
идентификуван е еден од напаѓачите. Има ли втор напаѓач? Има втор напаѓач и тој е идентификуван. По него се уште се трага. Тој е во бегство, значи. Да, се уште се трага. На првиот му е одредена мерка од притвор од 30 дена. Дали ви имате сега сознание дека тој има и бугарско државјанство, вториот напаѓач? Тоа се информации кои што се пласира во јавноста, ние не можеме да ги потврдиме тие информации официјално. На крајот од криштата тоа е и релевантно дали е напаѓачот. Ве прашувам во контекст на една ваша теза која што јавно ја изнесовте, дека станува збор за дел од хибридна војна и дека и нападнатиот и напаѓачите се од иста групација, рековте од иста вие. Да. провиненција. На што мислите при тоа? Точно на тоа што го кажувам, тие се од иста провиненција. Погледнете ги сликите. Мислите на партиска провиненција нивна? Па Бидејќи за Пендиков се појавија јасни информации дека бил активен во УМС на ВМРО-ДПМН. И на партиска провиненција на се останато, затоа што ги погледнете движењата, сликите, информациите, податоците, членството и така натаму, тие се од иста групација. Така да, реков, и релевантно е да потврдиме дали некој е бугарски државјанин или не е бугарски државјанин. Факт е дека извршен е нападот, факт е дека државата ефикасно и брзо реагира во овој дел, пружа заштита и во тој дел немаме никаква дилема во делот на постапување. Тоа е нешто со кое што ние мораме до крај да излеземе како држава да се расчисти целиот овој случај и секој што е виновен да носи одговорност. Факт е дека и во соопштението издадено од обвинителството имаше една индиција дека нападот е можеби затоа што тој се декларира себе си за бугарин. Да, тоа истрагата треба да го докаже комплетно. Информациите кои што ги пласира обвинителство се на основа на сознание и податоци кои што се приберени. Јас очекувам дека и која ќе заврши истрагата до крај со сите елементи, со сите прибрани докази, ќе може точно да се утврди што е тоа што апсолутно се случило и кои се мотивите за нападот. На основа на тоа да се носи и одговорност. Јас очекувам дека овој случај до крај ќе се расчисти, заради тоа што не треба да оставаме простор да ни се случуваат вакви случаи понатаму. Не само мотивирани од овој аспект. Можеме да имаме мотивации од X на други причини кои што се меѓутоа никако не сме да се дозволи да имаме состојба во која што некој ќе го нападне другиот од било кој причина. Деновиве заедно со премиерот и со министерката за одбрана бевте на Светосавската академија на денот Свети Сава во Скопје. Во јавноста се пласира информации дека на тој настан беседел и Драгослав Бокан, беседеше, не беседел, бидејќи имавме можност тоа да го видиме. Драгослав Бокан, србин, со прилично контроверзна биографија, кој што има давано изјави дека Македонија е вештачка творба што ќе се распадне. Мојата информација е дали имавте сознание пред настанот дека тој човек ќе беседи таму? Не, немаме такви сознанија, заради тоа што тоа е во организација на српската заедница во Република Северна Македонија. Ние бевме поканети, бевме дел од владината делегација. Знаете дека претходно одржавме и работна средба со потпредседателот на владата и министер за одбрана на Србија, господинот Милош Вучевиќ. Требало ли да знаете, да речем? Требало ли да знаете и премиерот и вие и министерката дека тој човек ќе беседи? Да, немавме такви информации, податоци дали ќе беседи и кој ќе беседи, бидејќи тоа е... Да знаевте дека Бокан зборува, ќе одевте ли? Па, сериозна дилема имам дали би отишол да разговарам, односно да слушам некој човек кој што изнесува такви ставови за државата. Меѓутоа, тоа говори повеќе за нив отколку за нас. Ние треба самите себе да се цениме многу повеќе, да се почитуваме, а секако не треба во ниту една прилика да дозволиме некој кој ја навредува, омаловажува и оваа држава и овој народ да биде тука. Ќе се согласите дека е еден вид на инцидент и на провокација? Па, видете, тој овде не изнесе никаков став, освен негови стави кои што биле од претходно, и може да го оценуваме. Освен дека настанот е во кралската престолнина Скопје.
Па, освен дека, видете, може да искажуваат разни ставови. Вие знаете дека не само од Србија, не само од Бугарија, од секаде имате луѓе кои што ќе изнесуваат ставови. Меѓутоа, факт е за постојањето на македонската држава и македонскиот народ, тоа никој не може нити да ни го земе, нити да го негира. Од актуелните политички теми сакам да ве прашам за предлог законот за целосна амнестија на сите осудени за 27 април, поднесен денеска од пратеничката група на ВМРО ДПМН во собранието. Сега повеќе како политичар, дали имате став за овој предлог од ВМРО ДПМН? Јас го немам видено законот, меѓутоа самиот наслов кој што е предлог закон за амнестија токму на лицата кои што се осудени за 27 април, јас сум апсолутно против. Зошто? Заради тоа што сметам дека неказнивоста може да предизвика и нови проблеми. Вие се сеќавате на 2012 година, се сеќавате на 24 декември, кога практично од државата, тогаш не од граѓани, туку од државата, преку злоупотреба на полицијата, полициските службеници, беа исфрлени и пратеници и новинари, само заради тоа да може да се донесе буџет, задолжување и така натаму, кои што беа потребни тогаш, според тогашната влада, и никој не превзема ниту една мерка со која што ќе се истражи целиот тој случај, ќе се утврди одговорност евентуална, дали е тоа, не знам, дисциплинска, кривична или било каква друга политичка одговорност, ако сакате. И тогаш укажував во собранието дека ако остане состојбата ваква каква што е и да имаме неказнивост, дека е можно да ни се случи нов таков проблем. И за жал ни се случи на 27 април 2017 година, кога беше нападнат демократското уставно уредување на Република Северна Македонија. Велите дека сте против, но да се подсетиме дека веќе има амнестирани за тој настан. 15 има од главната група и уште 10 од други, околу 25 лица се веќе амнестирани. Има дел амнестирани од тој настан, меѓутоа оние кои што го извршија тоа кривично дело, оние кои што го направија упадот и така натаму, и оние кои што пробаат да убијат пратеници во тој момент, носат санкции. И мислам дека не треба воопшто да биде доведено во прашање одговорноста на овие лица, заради тоа што се поставува прашањето дали сакаме повторно преку амнестија да овозможиме било каков напад на државните институции, дали е тоа парламентот или владата. Дали повторно ќе биде на овој начин пратен сигналот дека некој може да влезе во собранието и да убие пратеници заради политички цели, за некакви лични цели и така натаму. Гледате ли простор за договор на основа на уставно кажано политички пазар? ВМРО ДПМН да поддржи уставни измени, вие да поддржите закон за амнестија за 27 април. Ние треба да имаме договор околу националните интереси, а не договор околу криминалот. Тоа е мојот став. Значи, треба да разговараме и да постигнеме консензус околу остварувањето на националните интереси. А тоа е нашиот пат кон Европската унија. Затоа што не видовме во изминатиот период од било кого во државата да се понуди алтернатива на евроатланскиот пат кој што го одеше Република Северна Македонија. Станавме членка на НАТО алијансата. Јас би рекол, за жал, видовме многу брзо колку е значено членството во НАТО алијансата, заради тоа што ни се случи руската агресија врз Украина. И тоа сега имаме остварување на втората стратешка цел, а тоа е членството во Европската унија. И во овој поглед сметам дека треба да се дебатира помеѓу политичките субјекти, да се изнајдат начини во кои што, ако сме сите, не декларативно, него ако сме сите реално за нашиот пат кон Европската унија, да се постигне консензус по ова прашање и да ги
поминеме чекорите кои што се потребни. за крај- Да, почетокот е во однос на отварањето на Уставот, меѓутоа сигурно уште можеби над 150 пати ќе треба двотретинско мнозинство во пристапните преговори, кога треба да се изменуваат одредени законски решенија да се согласуваат со европските директиви. Како виден член на СДСМ, дали поддржувате влесна алијанса за албанците во владата? Јас поддржувам разговор со сите политички партии кои што се обединуваат и на основа на што се обединуваат. Тоа е многу важно. Програмските цели и на основа на кои принципи тоа се прави. Гледате таква основа? Извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз донесе одлука да се продолжи со разговори со Алијанса, се формираше работна група која што преговара. Секако дека ако се поднесе одреден извештај, ќе видиме во однос на програмските цели, ќе видиме што се интересите. Инаку секогаш треба да има цел секое зголемување на коалициониот потенцијал. Единствено е добро што навистина Социјалдемократскиот сојуз има сериозен коалиционен потенцијал во овој дел. Тоа се покажа. И само уште едно прашање, има поделба во СДСМ на тачевисти, заевисти? Нема никаква реална поделба. Мислам дека тоа е пред се заради коментари, одредени изјави или така натаму, може би очекување на одредени личности кои што очекувале нешто да добијат, не добили, така натаму. Меѓутоа, како би ги дефинирале вашите односи со премиерот? Моите односи со премиерот, како и со сите досегашни председатели на Социјалдемократскиот сојуз се на едно високо ниво, на принципијална основа. Јас сум 29 години скоро член во Социјалдемократскиот. Во овој момент како би ги дефинирале? Исто, односи кои што се коректни и односи кои што се базираат на почит, заради тоа што ние бевме скоро 9 години први соработници. Добро, времето истече. Благодарам што бевте дел од 360 степени. По паузата е саботажата. Докторот не врши прегледи надвор од деновите кога доаѓа на дежурства, но одокативно успева да даде хетероанамнеза. Иако според поведението изгледа дека не е воопшто загрижен за личното, од неа сепак не е до крај јасно дали поставува диагноза за тоа колку неговиот иден партнер е здрав или не. Duket prej larg, sikur nuk është Tani që e shihni nga afër si ju duket? Unë Zoti Ahmetit nuk e kam pacient. Duhet të flasim mjekët të cilët në qoftë se kontrollohet, në qoftë se s'ka probleme shëndetësore, atëherë s'kam çfarë. Пациентот пак навистина изгледа чудно. Невообичаено е за него и за партијата која важи за символ на неказнивост. Тој ширум да ги отвара портите на занданите. За сите околу него, па дури и за себе. Ka vjerë, po të mburg hajduti. 30.000 Amerika ka në përburgje funksionale. Kur që është në gjenë edhe neve për të në burgosin. А таму може би треба да се најде место плюс и да биде јавно обелоденето името на анонимниот дрзок функционер, кој наместо лично да биде санкциониран. В лице му се смее на системот и на прописите и освен што го узурпира деталниот урбанистички план. Безобразно ги тормози општината, градот, ама и соседите. Не се урива објектот, си продолжува да се гради, уште мајсторите им пуштаат предизвикувачка музика на околните граѓани дека законот нив ништо не може. Така ќе биде седа дека сите што седат во фотелите се позаинтересирани за собствената репутација и мачо имидж, отколку за делокругот на нивната работа. Во секој случај, треба да бидат барем толку вредни и добри домаќини, колку што се креира представа за нив меѓу нивните поддржувачи. А ова Андријана исто колбасот е на градоначалникот, али од кој колбас ке земеш, стварно оставам на тебе да си одбереш. Дали по големото, по малото. Он го прави тоа. Он го прави, и сланината го ја прави. Што човек беше? Таков имаме ние вреден човек. Ајде да го пробам колбасот на градоначалникот. Ама нема многу да не ти застане. Вкусот за една држава и за нејзините лидери се гради на темел кој се нарекува правда. Ма таа кај нас
од секогаш не е ништо друго освен предмет на најобична трговија. Беше лиферувано дека Министерството за правда ќе биде едно од министерствата кое што ќе биде ставено на пазар 3, фигуративно кажано, дека ќе биде на берза. И на крајот. На што личи тоа? Не знам на што личи. На ништо не личи тоа. Тоа е за срамота. Без оглед каква е нечија перцепција. Последен час е најстрого да се забранат оперативни зафати додека има време, да биде кренат урнатиот стол посветен токму нему. На срамот. Толку за вечера. Пријатно до понеделник во 22:20.